Mešanica во приказните. Едно време имало едно девојченце, го викале Жолтокапа. Не, Црвенкапа. А да, Црвенкапа. Мајка ја повикала и рекла: Слушај, Зеленкапа. Ама не, Црвенкапа. А да, Црвенкапа. Појди кај тетка ти Тиомира да ја однесеш оваа облека од компири. Не, појди кај баба ти да ја однесеш оваа пченична пита. Добро, девојчето одишло во гората и сретнало една жирафа. Каква мешаница? Сретнала волк, а не жирафа, и волкот ја прашал: колку се 6 по 8? Не е така. Волкот ја прашал: каде одиш? Имаш право. И Црвенкапа одговорила: Црвенкапа, Црвенкапа, Црвенкапа. Да, и одговорила: одам на пазар да си купам домати. Ни на сон не и текнало тоа. Одам кај баба ми, таа е болна, но не можам да се сетам за патот. Токму така, и коњот рекол: каков коњ? Тоа бил волк. Да, и рекол: качи се на трамвајот број 65, слези на плоштадот на катедралата, скршни надесно, ќе видиш 3 скалила и една паричка на земјата. Земи ја паричката и купи си гума за джвакање. Дедо, ти воопшто не знаеш да раскажуваш приказни, сите ги мешаш, а гума за джвакање ќе си купам. Добро, еве ти паричка. И дедото одново почнал да го чита весникот.